Почитувани гледачи, добро дојдовте уште едно ново издание на Агроспектар, емисија посветена на состојбите во аграрот, емисија која што редовно ве едуцира и информира за се она што е актуелно во земјоделското производство. Така ќе биде и во ова издание на емисијата со подготвените содржини. Со нас е професор доктор Ристо Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето и понатаму изненадува. Еве сега после оној ладен бран кој што го имавме со температури и под минус 20 степени, врнежи од снег, сега имаме вистинска пролет, 17-20 степени, меѓутоа повторно имаме ниски утрински температури. Како ваквото време се одразува, а веќе она што може да се слушне од прогнозите е дека не очекува и нов влажен и ладен бран. Како се тоа ќе се одрази и се одразува врз културите? Точно е тоа, не случајно ние во овие едукативни емисии секогаш одиме со освртом за времето како прв и значаен прилог. Влеговме во март месец, сме со веќе 11,5 часовен ден, тоа е мегдан за работа, и сето тоа е добро, а следливоста на времето, на онаа лажно време, за мене е лично лажно време, бидејќи назад ќе имаме уште зима се до 15 април. Тоа е нешто кое мене ме ите како разочарува и тоа производителите тек ќе го почувствуваат, а тоа ќе се случи веќе во текот на овој викенд и следната недела, каде што после тоа тој централен ударен дел ќе дојде околу од тука негде 18-22 март, да ние во април имаме исто така прав зимски амбиент кој ќе биде необичен за тоа дека сме влегле во пролет, а имаме зима. Како што беше необично, во декември влеговме во зимата, а имавме пролетен амбиент. Значи, таквото изместување на глобалните климатски промени секако негативно ќе се одрази врз одгледуваните култури. Сега, ние се уште, производителите и лозарите и овощарите, уште немаат јасната слика кој е губитокот од предходниот овој ладен бран, што предизвика едно шаренило од штети кои тек ќе се манифестираат за процентот на мрзнење кај виновата лоза, овошти, дрвца. Ја имам веќе состојбата со зелката, со раниот компир во Струмица, каде што има видли штети. Сето тоа е забот на времето и тие глобални климатски промени проследени со нагли температурни шокови, кој нешто е лошо за растителните видови. Има ли науката одговор во овој дел? Дали треба да се менуваат културите, сортите? Дали веќе нешто се работи на сорти кои ќе одговорат на овие климатски промени, бидејќи снежни врнежи, ниски температури има на места каде што никогаш немало, а на места и значи комплетно поместување на климатските разлики. Дали се работи нешто во таа насока? Точно е и тоа. Во светски размери веќе е доловена ова вистина за тие глобални нагли климатски промени и селекционерите и оние производителни компании на семенски материјали, садни материјали и така натаму, одат на постудо устојчиви хибриди или култури кои можат да ги поднесат тие нагли температурни разлики. Што не е сега случај, пример доматата, крставицата, пиперката и другите култури кои се пред се топло љубиви и при било какви тие температурни разлики мрзнењето е неминовно. Сега селекционерите колку тоа е долготраен процес, колку ќе успеат во тоа во одредени локалитети, тука треба да биде тоа и искуството на самиот производител да се трансформира во производство за неговиот локалитет, кои температурни разлики ги имаме и кои култури може да се одгледуваат. Еден струмички реон веќе го има доловено тоа и еве сега тие
бенефити од декември, јануар што ги имавме со зелката, ние имаме сега период на берење на љута пиперка и тоа интензивно берење кој оди за Србија. Компирот веќе пред вадење, раната зелка, сето тоа е времето кое го имавме. Но сега, веќе од овој викенд, ќе имаме пак враќање на зимата и сите тие култури може многу лесно пред сама берба да бидат обрани. Да бидат обрани пред време и тука да има губиток земјоделскиот производител. Но тој е изложен на тоа, бидејќи раното производство секогаш има некоја супер цена и вика ризикот е капитал. Ако не измрзне, значи он ќе добие од зелката по 5-6 денари, а не кога зелката е нормално созрее, она е од 3 до 5 денари или не откупуваат. Истото нешто е и со другите култури. Сето тоа поранување, значи интерес на одреден производ кога го нема, тоа е предизвик за секоја земјоделска фамилија да произведе тогаш производ кога тој има цена. Сега тука таквото совпаѓање со временските непредвидливи состојби кои доаѓаат, ние често пати во овие емисии збориме дека времето е непредвидлив фактор кој ите како може и корисно и штетно да делува во земјоделското производство. Во случајот ние имаме една непредвидлива пролет сега, рековме веќе сме со 11,5 часовен ден, имаме сончев зрак, каде што во пластаниците е преку 40 степени Целзиусови, а вечерта температурата паѓа и до -5. Тие температурни амплитуди предизвикуваат шокантна состојба, стресна состојба кај одредени култури кои имаат физиолошко пореметување и губење на квалитативниот аспект на самиот производ кој треба да го пласираат. Со еден збор, времето нас од година на година не изненадува, сакале или не мора да се прилагодуваме. Времето како фактор ќе диктира буквално што, во кој локалитет, која култура може да се одгледува. И тука да се следливоста на времето да биде адутот со кој производителот ќе излезе со храна. Тие се многу важни работи. Инаку, еве сега, ако ја имаме, како што имам состојбата во добри сознанија, хидролошката состојба е уште во критична состојба. Сите акумулации се под минимум. Онај технички минимум. Тиквешкото езеро е веќе очајна слика. Не само Тиквешкото, сите акумулации во Македонија. Струмичката брана Турија, која е меѓу најголемите со Мантово, заедно Мантово, Некни Бев, останато е вода како да крај на светот да е со снабдувањето на вода. Таму треба можеби една недела да има непрестанно врнежи од дој за да може Мантово да се исполни и тој регион целиот таму да се снабдува со вода. Струмичко исто така. Браната Турија, браната Водоча, тоа се под техничкиот минимум кој нешто загрижува, бидејќи водата и културите кои се одгледуваат, тие 4000 хектари под пластеничко производство. И ако имаме хидранти, и ако имаме и скоро секој производител не очекува само од браната, бидејќи знаат дека може да кикснат, секој од нив си има на 70-80 метри своја вода, артеријска вода од бунари, од пумпи и така натаму. Ако не е тоа, верувајте дека водата ќе биде во големи недостатоци. Она и сега во големи недостатоци. И ќе го намали производството на храна. И како што одат работите во светски размери, баш ова недела вторникот беше, има една статија многу загрижувачка како на земјината топка водата во кои големи недостатоци ќе биде. Само за 1-2 степени зголемена температура, тука имаме големо пореметување и големи недостатоци и потреби за вода. А тоа, како ќе се постигне, тоа е навистина. Во земјоделското производство тоа ќе биде голем проблем. Да. Инаку, она долгорочната прогноза.
Јас искрено ќе ви кажам, мене ме загрижува ова година со своите специфики, бидејќи од, еве, денес сме четврток, од петок, од сабота уствари натаму, ние ќе имаме големи непредвидливи и ниски температури, и врнежи од дожд, чак и врнежи од снег. Кој нешто ќе не врати во зимски амбиент. А од друга страна, тие температурни суми сега, каде што кај сите овошни видови се исполнети, сокко движењето е тргнато, значи вегетацијата е побудена на еден начин, и што може да се случи? Ако имаме температура од минус 10 степени, секој цветење на секој овошен вид, на таа температура, ако е експозицијата подолга, тоа е мрзнењето неминовно. Бидејќи по повеќе наврати збориме, цветчето свежо со тие вода и со хранливи материи и со клеточен сок. На минусна температура водата ја менува агрегатната состојба, станува мраз и тука се замрзнува цветчето и не може да имаме принос од било која култура. Сето тоа е забот на времето кој го следи земјоделскиот производител од оној атмосферски аспект. А оној вториот, политичкиот или комерцијалниот, тоа го дотолчува производителот понекогаш со обезвреднување на трудот, да произведеш еден производ од семка до готов производ, зелки 2 денари. Или јапонско јаболко да ја продадеш за 8 денари. И ред други работи. А друго е инкорпорацијата на политиката, каде што аграрот го маргинализира и сега малку освежување. Ова недела имаме некои активности ту за млад земјоделец, ту за ИПАРД програмите, дека заживува она вистина да се одржа младиот човек да не оди во странство. Да се одржа со тоа да се мотивира 20.000 евра да му дадат, али ако му ги дадат во пари, тој има долгови, ќе ги плати и пак ќе остане со прстот во уста. Парите ќе се даваат на веќе направена инвестиција, значи првен треба да се инвестира во опрема, а потоа државата ја враќа на некој начин. Мене ме радуват такви поедини примери, само јас се прашам, од тој буџет, уште кој ли не осетил? Сите оние лешинари што се околу, што грабат од булерот, од буџетот, а најголем буџет се ствара таму кај што ствара физички обем на производство, тоа е земјоделието. Таму, преку ИПАРД програмите, иако тоа се пари од Европската заедница, треба најбрзо и најквалитетно да го почувствува земјоделскиот производител, на тој начин ќе го задржиме ние младиот земјоделски производител на површините. И пред емисијата, нели, имавме еден мал коментар, вие рековте, некој дечко тука од Кавадарци, енолог бил готов да оди со фамилијата за Германија и сега од кога добил комплетна опрема да биде производител на квалитетно вино овде и останал. Тој не треба да биде како оние лестовичките кои доаѓаат. Такви треба да ги има секој млад производител кој аплицира, да се викне на интервју, да се инвестира во него, ако треба нека му се даде таа комплетна опрема на 20 години отплата. Но тој верувам дека со неговиот интерес, уште третата година ќе го тоа санкционира. Јас истата таа иницијатива ја имам во Струмица. Млад брачен пар сака да оде за Швајцарија. И со министерот тогаш, овај Докузовски беше и он имаше доблест за тоа. И му велам, зошто на тој човек да не му се изгради една оранжерија со сите нишани, клима внатре, со се, и да му кажат, пример, 100.000 или 200.000 евра, ќе ги плаќаш за следните 20 години. Јас гарантирам, кога му се тоа направи, тој ќе се толку мотивира, уште третата година, тој ќе си го исплати целиот долг према државата и тој останува собственик на таа оранжерија и тој и неговите деца ќе ги верзира во производството на храна. Сакаат ли нашите земјоделци да се професионализираат? Ова е на некој начин и професионално занимање со земјоделство. Кај нас земјоделството е споредна гранка за дополнителни приходи. Сите имаат основни работи, многу мал е бројот на вистински регистрирани земјоделци. А сите земаат од буџетот
субвенции за земјоделско производство, што никаде во светот не е така. Земаат само оние вистинските земјоделци. Тоа ти е прашање кое е стварно најактуелно, а не опипливо, не доловено од луѓето, политичарите од осамостојувањето. Тоа што го рековте. Зошто е тоа така? Јас ќе ви кажам, бидејќи сум секојдневно со тие проблеми. Млад брачен пар, ако сме во земјоделието само, ќе пропаднеме. Зашто? Нема сигурен откуп. Не знае за кој произведува и тој е како гуска во магла. Кога тој работи во некоја фабрика, прва смена, втора смена, трета смена и жена му работи негде на друго место, тие се организираат земјоделието да си го работаат дополнително, ама тоа им е сигурно први кој ќе дојде ќе земеле плата од таму. Ако ние имаме вистинска стратегија према аграрот, младиот брачен пар ќе произведува, пример, 200, јас имам брачни парови кои имаат по 200 до 300 тона храна една фамилија, мажот, жената, мајката, таткото и децата. Сега понекогаш имаат надничари и така натаму. Но, кога имаат сигурност дека 200 тона домати квалитетни треба да продаде, он ќе се фокусира да ги произведе со стандард, квалитет, нетоксифицираност, со анализа на почвата, што стално го зборувам, бидејќи целта на нашата едукативна емисија е да не прска отрови без потреба, да не фрла ѓубрива без потреба, бидејќи се токсични творби загадуваат здравјето кај луѓето и животната средина. Сега, која има таа сигурност, сега за овој дечко енологот, тој не му треба Германија, бидејќи тој тука ќе ја покаже својата струка, а неговиот адут и позадина е тоа што Кавадарци важи со реон со најквалитетни сировини за добивање на најквалитетни светски вина, што секој месец се докажува со златни медали. Да, и тоа во светски размери. Во тој прилог се и малите семејни винари кои што даваат белек на квалитетно производство и веќе оние дегустации и оценки што се прават, сите велат дека се подобрува квалитетот на домашно. Тој ќе биде баран. Зошто? Квалитетот сегде. Јас сум земјоделски производители што ги има мој. Професоре, мене не ме интересира кој што како прави. Мене ме интересира да извадам квалитетно производство. Кога излезам на пазар, си ја барам цената и ја добивам цената. И моето производство прво се продаде, затоа што ги знам луѓето, доаѓаат одма без пардон. И квалитетно, и вкусно, и се. И вика, ќе се продаде моето производство, после има оние камуфлаторите, од озгора ставил толкави домати, од оздола ситни. Таква работа вика кај мене нема. Такви луѓе ќе имам. Но мора да се вратиме на твоето прашање. Едукацијата на земјоделските производители е појдовна основа. Државата не работи ништо во таа насока. Да, бидејќи едуцираниот земјоделец пред да си стави раката во джеб, ќе каже чекај, ќе искористам струката и науката, дали треба да прскам, со што треба да прскам, кога треба да прскам и колку ќе ме чини. За да има квалитетна заштита. И ќе има квалитетна, навремена заштита и економски оправдана. И тука тој веќе ќе каже, јас ќе ја користам струката и науката. Или за ѓубривот. Јас веќе имам луѓе во Кавадарци кои кои 2-3 години веќе анализи прават и вика јас без анализа не одам да го ѓубрам лозјето. Бидејќи од претходната анализа гледам од има 2-3-кратно поголеми ПХ вредности, ЕЦ вредности, значи повеќе материи што не се пристапни, не се искористени ради антагонистичкиот однос и доминацијата на амоњачната форма, на азотот, на тие работи. И сега млади деца велат, јас ќе си направам анализа на почвата, тек тогаш врз основа на анализата ќе употребам тоа ѓубриво што недостасува. Бидејќи целта е на виновата лоза да му се даде тоа ѓубре што недостасува за добивање на еден, значи да се створи прво хармоничен однос за почвата и да се добие квалитетно грозје од кое може, ако е асталска сорта, да биде квалитет и да биде одма пласирано,
ќе има и шекерни единици, ќе ги има сите квалитетни особи. И ако е винска сорта, винарската виза ќе каже да, со такви 22 шекерни единици и вранецот знае до 25-6, картошијата до 28 шекерни единици, каже донеси го ти грозјето тука. И е здраво, и е со шекерни единици. Тоа е сировина за квалитетно производство на било кој производ, дали е тоа алкохол, дали е тоа вино и така натаму. Сите тие работи треба да ги препознава Министерството за земјоделие, кој е водичот на нашиот аграр. И затоа се љутам понекогаш по тие клучеви. Инкорпорација на политиката по клучеви ставање министер. Ни случајно. По клjuč ставен министер за екологија од странство увезен. Тоа е нонсенс. Не знае македонски и он ќе го реше проблемот во Кавадарци, со фени со загадувањето, во Струмица ќе реше проблем. Па тој од страна цел живот бил надвор, сега на англиски не расправа што ќе прави во Република Македонија. Или Хоџа. По клjuč од Беса ставен за министер за земјоделие. И он ќе знае во Струмица која стратегија треба да има за развој на аграрот, за Кавадарци ќе знае, за таму ќе знае. Тоест, поставен да даде 2 денари за тутунот, 3 денари за грозјето. Тоа е како мала подигравка. Да доизраз и советниците кои што се околу министерот и треба да го советуваат. Точно така. Кога сме кај лозарството, стартуваа на некој начин символично работите, иако лозарите не мируваат, кроеа во текот на цела зима, меѓутоа сега за енергичен старт потребно ли е ѓубрење или првен е потребна анализа, она што долго го говориме. Точно е тоа. Еве сега моите првични слики, бидејќи многу се истрчаа, нема мрзнење, има мрзнење, јас воопшто нема мрзнење, тоа не е точно, бидејќи одредени локалитети каде што се има задржано пониска температура подолг период, таа експозиција што ја збориме, тука има некои површини, покрај Вардар, некои други површини ниски, каде што им права конфузија, тука има и преку 70, 80 и 90% мрзнење на поедини локалитети. Кој што дополнително ќе се види со растот и пораст. Сега јас имам една методологија која ја користам 30 години. При такви ексцесни температури се зимат ластари во собни услови за неколку дена, одма се гледа што од тоа има преживеено. А правиот стручњак со скалперче во лабораториски услови со големо увеличување се гледа таа меристемска зона на цвет на папката, народната папка, со пресеци одма се приметува дали е таа смрзната, од има покафенување почетно некој дека што фател мразот, а долната зона меристемска е уште жива. Затоа не треба да се брза или преодицира со некакви одлуки, дај ќе го скратам лаковите на 2 опца, или сега не треба ништо да се пипка, бидејќи со тие температури, температурната сума е веќе исполнета, со движењето ќе почне и одма ќе се знае која и што папка е валидна, која не е и дали треба дополнително да се санкционираат тие измрзнати зони воопшто од виновата лоза. А тоа што го рековте, најзначајното, без разлика дали и колкав е процентот на мрзнење, правите лозари, правите овоштари, тие мора да сватат. Голем дел од нив професоре, имав намера да фрлам џубре, вика, гледам измрзнато, вика, не фрлам ништо. Значи, ако не е измрзнато, ќе фрлам ѓубре. Тој лозов насад е долгогодишен. Тука треба поголема нега, можда и поинтензивно и посмислено со анализа ѓубрење, за да може да се рехабилитира виновата лоза, да ја вратиме во кондиција, да ја вратиме, значи тој бол, таа траума, стрес што го има доживеено, да видиме да за оваа година сега се створаат, диференцираат многу квалитетни родни папки, за да виновата лоза ја вратиме во живот. А не, ако
Значи кравата ако не дава млеко, нема да им дадеме храна. Тоа е македонскиот склоп. Значи сега неминовно е точно виновата лоза со правење на агрохемиска анализа се утврди вредноста во почвата и се додаде тоа што треба, бидејќи следува период на врнежи, што овој викенд на таму очекуваме и врнежи на дожд и врнежи на снег, тоа да се стопи, да дојде во тој ризосферен дел, каде што е кореновиот систем, и да имаме на еден начин добар старт. И, што е многу важно, првиот оперативен захват кога тргне, од тие слепи овца, ќе имаме многу потарување. Затоа што повеќе годишните насади имаат кондиција. И сега, ако се родните овца оштетени горе, тука ќе имаме многу потарување. Тука треба внимание, ако целиот крак е смрзнат, тогаш кракот да се фаворизира со една квалитетна, нов израсток од летораст, каде што ќе биде иден крак. И ред други работи што се практично функционални, за кое нешто ние сме на располагање секојаш да го дадеме својот домен на тие можности, бидејќи во основа јас сепак сум лозар овоштар, а од друга страна за Кавадарци можам да кажем дека има навистина и лозари, не само агрономи, има агрономи исто така стручњаци, но тоа и лозари кои ја разбираат добро виновата лоза и знаат како да ја скројат сега после тој удар од ниските температури. Во насока на едукација на земјоделските производители следува и прилогот понатаму во емисијата, а доаѓа од областа на новините во фитофармацијата. Се наоѓаме во специфичен период и сите оние новини кои ги ние презентираме од фитофармацијата се во интерес за секоја земјоделска фамилија, без оглед на тоа која култура ја одгледува. Дали е тоа виновата лоза, дали е овошен насад, дали се тоа градинарски култури, дали е тоа цвекарство. Значи, комплетно во земјоделското производство, секоја од тие новини даваме оние инструкции дали, кога и како може да се најде во производниот процес со цел подобрување на постоеќата состојба. Сведоци сме на специфична година со необични врнежи од дожд и град, каде што се направија големи штети, и сега струката и науката, споена со практиката, треба да даде еден свој неседичен придонес кон што побрза рехабилитација на оние штети кои ги направи градот, како растението да се рехабилитира и тргне кон она што може да се спаси ова година, бидејќи голем дел од лозови насади, од овошни насади, од градинарски култури, од индустријски култури, ова година е завршена со нивната родност, а трагедија е што дел од долгогодишните насади, овошните и лозовите, каде што има големи штети од градот, тие треба што побрзо да се интензивираат со функциите, да видиме дали до втора половина на август или септември ќе има можност да се рехабилитира, излезаат нови родни ластари со диференцијација на папки за наредната година да не се изгуби родот, бидејќи кај голем дел од насади тоа и ќе биде доколку не се превземаат
оние мерки на зеленично кроење и степенот до кој е развиена виновата лоза. Иако не се интензивира со прихранување и со она што денес ќе го кажеме, а тоа е значење на одредени биостимулатори кои ќе ги интензивираат функциите во растението и кои ќе дадат еден несебичен придонес кон нормализирање на самиот хабитус на растението до крајот на есента. Новоста е BM86 како биостимулатор, како новост, која на вистина во догледно време ќе си го најде своето место во земјоделското производство. Што тоа значи? Биостимулаторот, стимулатор кој ги активира биолошки функциите на растението, ги интензивира, со кое нешто растението добива убрзана фотосинтетска активност, убрзана делба на клетките, сето тоа што е во позитивна насока за побрз развој на растението. Бидејќи се работи за еден специфичен производ, кој е добиен како екстракт од алги, од морски алги. Тоа е докажано, тоа е нова научна и како добра работа за во земјоделското производство. Што всушност значи денешниот прилог, денешната новост? Овој биостимулатор со синхронизиран екстракт од алгите на база, внатре лоцирани, освен основните елементи, додадени борот, молибденот, сулфурот и магнезиумот, проследени во една неутрална pH вредност, што е многу значајна работа при апликацијата, дали е тоа преко системот капка по капка, или нејзината квалитетна и компатибилна форма со пестицидните компоненти, тој биостимулатор дава еден навистина подстрек кон развој на растението. Ако ние фунгицидите, инсектицидот ги употребиме за превентивна или пак куративна заштита на растението од некоја болест, од некоја штетник, биостимулаторот е во улогата на дополнувач на оние фотосинтетски активности на растението, оној развоен дел со убрзана делба на клетките, со убав развој и, што е најважно, со тие елементи, како биостимулатор, тој го на еден начин обликува оној имунолошки дел на растението, што значи растението енергично оди кон развој, а со тоа нема можност некој од патогените да најде прилика, бидејќи добро охрането растение секогаш е поотпорно кон одредени болести. Тоа е докажано и затоа ние одиме, кога иако заштитарите си даваме некој значај дека без нашата фитофармација нема успех, јас ќе кажам дека добро охрането растение со макро и микроелементи кој го држи имунолошкиот дел, вклучувајќи ги биостимулаторите внатре, го држи растението со јак имунолошки дел, тука заштитарот може да биде многу успешен. Доколку имаме пореметен режим на исхрана, од тие стимулатори го немаме во коренот некој од елементите, микроелементите кој е важен за таа работа, ние имаме анемично растение и леко подлежливо на одредени болести. И тука гледам слаб развој на растението и нападнато од некоја болест. Една од причините е несоответниот режим. А растението со сите макро и микроелементи, вклучувајќи ги биостимулаторите, имаат еден интензивен фотосинтетски процес
интензивен пораст, интензивна делба на клетките, интензивно плодоносење, интензивен и квалитетен плод. Што тоа значи? Со примената на време на биостимулаторите, од самата фаза, од почетокот на развојот, многу производители имаме, вели професор вика, цвета ни добро пиперот, меѓутоа дојде цветот 80% ми падна. И демек некои аптекари, а не лабораторијски да се утврди, со овие елементи кои укажуваат на тоа, тука има 100 позиции на одредени елементи кои покажуваат која вредност ја има почвата. Да се каже кој елемент недостасува и зошто паѓаат цветовите. И констатираме примерно со одредена анализа дека тука недостасува борот. Борот кој како микроелемент го гледаме во тој биостимулатор со голема застапеност. Молибденот, сулфурот, магнезиумот и така натаму. Што сакам со тоа да укажам? Најзначајното нешто. Она действие кога дали ќе се оди преко системот капка по капка, се зависи од самата анализа на почвата. Значи, примената на овие новини кои ги даваме, тие не ги даваме ние од некој формален карактер. Или хемиските индустрии да кажат, па да, кажете нешто за тоа. Не. Вистината е таа. Во почвата треба да ги знаеме состојбите со макроелементите и што и колку од микроелементите недостасува и тој биостимулатор во која количина, во која фенофаза од развојот треба да се додаде. Зошто? Затоа што со таквото стручно пристапување ние ќе имаме синхронизирана исхрана, синхронизиран хранителен режим, каде што нема да има антагонизам, бидејќи кај многу производители немаат анализа направено, ставил бор. И борот антагонистички делува на одредени други функции во коренот или во растенијето. И доаѓа кај мене вика, од кога ставив тоа, ми се случи тоа. Значи, со еден збор, струката и науката треба да се предпочитат, бидејќи со презентирање на таквите нешта, ние не даваме друг смер, освен тоа. Тоа се работи кои се испитани од доктори на науки, од лаборатории кои има 5-10 илјади доктори, кои експериментално работат на тоа, екстракцијата од морските алги, тоа не е едноставна работа, зашто е докажано дека во земјоделското производство таквите биостимулатори се оправдани. Зошто? Затоа што имаат органски карактер, може да се употребат и во органското производство, каде што нема таква хемија, строга хемија, која би била штетна по одредени постапки во земјоделието. И таквите нешта ние мораме да ги предпочитаме, бидејќи се дело и новост од научен аспект, кој треба практиката да ги прифати и примени така како што струката захтева. Значи, смислениот пристап, тој биостимулатор ќе ни даде економската оправданост, кога ќе се утврди дека во почвата имаме слаба застапеност на бор, непроизволно, несимптоматски од некои видувања на аптекарот или на некој квази стручњак, туку од анализата на почвата, дека треба бор, молибден, сулфур и магнезиум. Тогаш се лоцира во која фенофаза имаш почетна фаза на симптоматика на недостаток, после фаза на плодоносење, фаза на цветење, сето тоа следливо треба да оди, да имаме ние резултат кој го посакуваме. И сето тоа да се види економската оправданост на тоа. Таа ќе биде оправданоста, ќе биде како што треба, кога ние гледаме дека растението задоволува со квалитативниот аспект, значи унифицирани плодови,
добар принос и квалитет кој одговара за пазарот. Резидуи нема сигурно тука во, бидејќи се работи за една специфично органска творба и, што е најважно, компатибилноста со другите средства за заштита е и текако добро. Може да се примени во сите одгледувани култури во земјоделието, сето тоа да се осмисли и да биде врз тој принцип на струка, стручност. Чим така се примени, тогаш нема причина да оваа новост не најде место кај секој земјоделски производител. Затоа што многу од производителите губаат приносот, тоа го рековме веќе, кај пиперките, доматите, било која друга култура, вика оплодувањето ни е многу слабо. Па во фаза на прскање виновата лоза, вика оплодувањето многу беше слабо, требаше да ставам, вика, бор во онаа прскање. И ред други работи. Тоа се треба да оди во позитивна насока со познати параметри и состојби во почвата, која е состојбата и колку треба да се оди, и колку пати, и во кој период со која количина вода, и второ со третманот, фолиарниот, кој и како може да даде добри резултати. Сето тоа што го ние рековме, треба да се предпочита од секоја фабрика производител, каде што се проучувањата извршени, имаат своја специјална препорака како да се користи средството. И да се почитува и количината, односно дозата или концентрацијата, и да се почитуваат и другите параметри што ќе обусловат да тој компатибилен биостимулатор најде место во тоа земјоделско производство со цел да се добијат квалитетни и високи приноси од одгледуваната култура. А тоа е и сатисфакцијата за секоја земјоделска фамилија. Затоа нашата препорака е секој кој има одредени проблеми сега, во тој период кога има и нагли појави на болести, имаше град, биостимулаторите брзо го рехабилитираат растенијето и го јачуваат неговиот имунитет. Затоа препораката да се проба, да се види лично со своје око е најдобра. Ако има повеќе пластеници од одреден производител, постави од стимулаторот на одреден број фолии, ќе ги види разликите, колку принос ќе добие од тој пластеник каде што е применет овај биостимулатор. И ќе се убеди сам, а тоа е најдоброто убедување, дека тоа има корист. Но секако во консултациите со стручно лице кое е значајна работа за секоја активна материја и за секое средство кое ќе се примени. Слушнавте за овој биостимулатор. На крајот од емисијата, професоре, која ќе биде вашата порака до нашите гледачи земјоделски производители? Не случајно го даваме сега во овој период биостимулаторот како една можна опција, бидејќи сега мотивацијата на растението после таа шокантна температура и тој период што предстои, биостимулаторите даваат една енергичност на растението по однос на тој имунолошки систем кој треба да одговори на надворешните услови и на тие стресни температури разлики и на одржување на оној прав развој од физиолошки аспект, бидејќи биостимулаторите влегуваат во тој метаболизам на растението и ја даваат онаа енергичност
и генетскиот потенцијал кој го поседува секој растителен вид. И затоа биостимулаторите со стручна консултација, јас мислам дека сме во права насока во иднина да имаме и еден перманентен чин на користење на биостимулаторите. Еве пример, пред 2-3 недели го имавме ваксиплантот. Тоа е екстракт од една морска трева, каде што тој делува буквално, го предупредува растението со имунолошки ојачувања да не доживее стресна состојба од одредена болест и да нема инфективен процес. Таквите нешта во иднина јас мислам дека ќе бидат и иднината за обстојбата на човечкиот род и постепенно дистанцирање од досегашните хемиски индустрии кои произведуваа од деривати од нафта многу голем дел на средства, инсектициди, фунгициди, хербициди, што ли уште не, кои беа со една голема токсичност по консуматорот, по апликаторот и по животната средина. И утврдено е дека оние тонажи од отрови што се трошат се еден од факторите за тоа пореметување на животната средина. Меѓутоа и на здравјето на... И на здравјето кај луѓето. Тоа е. Сега кавадарци со своите хектаражи од лози, Струмица со своите пластеничко производство, тоа уште покритично бидејќи тој е по пластеникот прска. И ако има од прва група отров, тој респираторниот дел, тој дише во тоа. А ретко кои употребуваат оние неопходни маски, опреми и така натаму. И после тоа тука ме боли, тама боли, бидејќи голем дел од тие средства не покажуваат одма кај човекот. Да, имат канцерогена... Кумулативен чин имат и после неколку години се јавило некои канцерозни метастатични состојби во организмот. Од што доаѓа? Тоа питат го, кај работеше во зикот. Што работеше? Јас бев на чорбата, кај што се мешаа препаратите. Тоа ти е сега резултатот на тоа. Значи, кумулативноста со години покажува. Тоа го зборува од причина сите да сватат, многу од луѓето, чак за време на своите апликации, пушаат и цигара. И ќе му кажам, чекај човече, ти ракавици немаш, пушеш цигара, а работи со прва група отров. Професоре, јас веќе 50 години ги користам тоа, ништо не ми е. И гледаш за една година, клекнал, не ми е добро и докторите утврдуваат дека има присуство на канцер, да не кажем, или било што. И од што е тоа? Колку години работеше таму тоа? Со што работеше? Со препарати. Една од причините, бидејќи сум во тоа производство, сум предавал токму такви предмети, каде што секогаш при користење, чак и на најбезопасните хемикали, неминовно е користење на опремата за заштита на организмот. Маска да се носат, наочари да се носат, ракавици да се носат и при апликацијата да го заштите организмот. Меѓутоа, тоа влегува во оној главен чин на едукација. Кое со кое средство оди? Тој нема везе. Аптекарот ќе му каже, че ставиш од дија 4-5 и после се јавува фитотоксичност. Се јавува инкомпатибилност меѓу средствата, не се компатибилни. Се јавуваат други работи, а сето тоа растението мора да го трпи. А него очекуваме резултати. Сите тие работи се клучни и стручни, кои треба нашето Министерство за земјоделие, доколку сака земјоделецот да биде квалитетен европски производител на храна, тој мора да биде едуциран, не манипулиран од аптекарите, него кога оди, знае што да земе, знае која активна материја е, знае што со што оди и знае, врз основа на следливоста на условите, температурата, влагата, кога да ги употреби, во која концентрација и доза, и која количина на раствор и во кое време да го употреби препаратите. Тоа го зборува од причина голем дел производители мислат дека на сред ручек, кога е најжешко, кога примени, дека има најдобри резултати. А голем дел од средствата се термо и фотолабилни. И од таквите температури, едно, испарувањето него го
токсифицира, друго нема ефект. Активната материја е веќе уништена од светлината и топлината. Така. А тој мисли дека испрскал и дека резултати треба да има. И после ќе биде препаратот. А ако употребил инсектицид во такви пеколни услови, се јавуваат изгорете, мислам, фитотоксичност и кога така да каже ти ме зезна, ми го расипа лозјето или пиперот и така натаму. Сите тие работи на изглед наивни се суштински. Значи, Македонија напред во земјоделието, кој е стратешки најважна, за мене столбот, кој треба внатре луѓето, не само агрономската струка, самиот производител да биде мотивиран, да биде технички осовременет, за да може да произведува храна за нашиот и европскиот пазар. Тек тогаш европскиот пазар нема да гледа по главија. Ке гледа и ке каже, дајте ми вие од кавадарци грозјето што знаете дека е најквалитетно. Дајте од струмица доматата што ја нема во европскиот номенклатура со квалитативни особини на друго место. Значи, таквите нешта да си ги експонираме и брендираме, тоа ќе биде успехот на државата, а не политиканството и инкорпорацијата на политиката, каде што сите земјоделци веќе станаа политичари, верувај ми. Сите знаат многу и сите гледат што прави Заев, што прави Мицковски. А не гледат кај е земјоделието, дека е сонје. Експерти во секоја област, и доктори и така. Премногу знаат, така. За жал. Благодарам, професор. Благодарам и вам. На крај сме на уште едно издание од Агроспектар. Благодарам што бевте со нас, имајте секое добро.